безобразието на ненародниот режим на Груевски и ВМРО ДПМН почнува да зазема невидени размери. Станува се поочигледно дека најголем идол на нашиот премиер е Слободан Милошевиќ. Впрочем, како поинаку може да се протолкува ова барање за поведување на прекршочна постапка на МВР од 17 март против лицето ИД од Битола, еден од измамените и излажани фармери на Сведмил. Замислете, МВР го поднесува ова барање со образложение дека лицето ИД го нарушило јавниот ред и мир само затоа што на 11 март во Битола пред Федерацијата на фармери го омаловажувал и навредувал, цитирам, службеното лице на државен орган, председателот на владата на РМ Никола Груевски, кој врши јавни овластувања во вршењето на службата. Внимавајте, на начин што залепил на објектот 5 плакати со фотографии на премиерот со испишан текст. Кражба во 100 чекори и пред очите на владата исчезнаа 39 милиони евра, остваруваме. Значи, пораката е јасна. Никој не смее ни да помисли да искажува незадоволство кон Груевски, па дури и тогаш кога граѓаните токму од него се измамени, оштетени и кога им е изневерена довербата. Господине Груевски, имате ли барем малку совест и срам? Со пријави ли се обидувате да го прикриете 35 милиони евра тешкиот криминал со Сведмил, 4,5 милиони евра дол кон млекарите, продажбата на млекарницата за 1 евро, уништените докази за криминал, грабежот на дополнителни 2 милиони евра, целосно уништеното млекопроизводство и незадоволството на млекарите кои што се доведени на работ на пропаст. Наместо да им ги решите нивните проблеми, кои вие им ги создадовте со вашите лажни ветувања, вие не само што ги тепате, туку им поднесувате и пријави затоа што искажувале незадоволство за вашиот однос. Господине Груевски, зошто за едни сте мајка, а за други макија? Како е можно за вашите партиски војници да има и по 3 државни функции, да има субвенции и помош од буџетот, а за млекарите кои се гушат во кредити и не можат да сврзат крај со крај, токму заради вашите лажни ветувања, да нема пари да им го вратите тоа што им го должите? Како тоа за платениците на преродбата кои лажно ги нарекувате жртви на транзицијата, на кои им наредивте да влечат крави, да носат транспаренти со вулгарна содржина, кои се обидуваат да испровоцираат инциденти, кои протестираат и упатуваат лични навреди пред седиштето на опозицијата, МВР не поднесува прекршочни пријави? Како тоа за еден куп други случаи чекавте пријави за да постапувате, а кога вие сте во прашање или кога само ќе се почувствувате навредени, тогаш МВР експресно постапува по службена должност? Или вашиот принцип на делување како по онаа народната: по туѓ грб 100 стапа не болат? Господине Груевски, свесни ли сте што му правите на сопствениот народ?